Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Пред нас се нови 80 минути во новото издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве го мојот избор за денес. Уставните суди и албанци ќе го бойкотираат одлучувањето за законот за јазиците. Оспорен е целиот закон. Нема да учествуваме, вели судијата Осман Кадрију. Безбедносната состојба не е нарушена. Министерот за внатрешни работи Тошковски уверува дека нема ризик поради седницата на Уставниот суд за јазиците. Бугарите се жалат дека власта не им гради автопат до Македонија. Кюстендил бара брз старт за изградбата на магистралата. Се обврзуваме за целосна трансформација на Македонија. Владата ветува повисок животен стандард во 2025 година. Улицата на бутиците во Тетово само со албански знамиња. Реконструирана со македонски пари, но без македонско знаме. Политичката партија Левица со предлог закон за формирање на инспекторат за државните символи. А на самиот почеток една вест што доаѓа од Соединетите Американски држави. Американскиот милиардер Илон Маск донирал $259 милиони за поддршка на претседателската кампања на новоизбраниот претседател на САД Доналд Трамп, објави Американската изборна комисија. Во соопштението се наведува дека Маск издвоил $239 милиони за поттикнување на поддржувачите на Трамп да излезат на претседателските избори одржани на 5 ноември, а на крајот од октомври дал дополнителни €20 милиони за група која се обидела да ги убеди гласачите дека Трамп нема да потпише закон за забрана на абортус на ниво на Соединетите Американски држави. Со овие донации, Илон Маск станува еден од најголемите донори во претседателските кампањи во историјата на Соединетите Американски држави. По изборната победа, Трамп го именува Маск заедно со поранешниот републикански претседателски кандидат Вивек Рамасвани да го водат одделот за ефикасност на владата во неговата нова администрација.
Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Kad si odiš mare, se za mene stvoriš. Ne sum bio za tebe, javo da me zeme. Pet pari ne vredam mare, ja zgoram po tebe. Daj mi, daj, jas da te imam. Daj mi, daj, jas da te ljubam. Daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, koliko pari vreda. Daj mi, daj, jas da te imam. Daj mi, daj, jas da te ljubam. Daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, koliko pari vreda. Kad si odiš mare, so drugarki zboriš. Ne sum bil za tebe, ja vol da me zeme. Pet pari ne vredam mare, ja zgoram po tebe. Daj mi, daj, jas da te imam. Daj mi, daj, jas da te ljubam.
Јас да те љубам, дај ми дај снага да ти кршам, па да видиш лично маре колку пари вредам. Te imam, daj mi daj, јас да те љубам, дај ми дај снага да ти кршам, па да видиш лично маре колку пари вредам. Дај ми дај, јас да те имам, дај ми дај, јас да те љубам, дај ми дај снага да ти кршам, pa da vidiš lično mare kolku pari vredam. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски смета дека безбедносната состојба не е нарушена во врска со најавите на Демократската унија за интеграција дека укинувањето на било која одредба од Законот за употреба на јазиците, кој е на дневен ред на седницата на Уставниот суд закажана за среда, ќе биде директен удар врз стабилноста и мирот во Македонија. Во гостување на телевизија Сител тој истакна дека Министерството за внатрешни работи ги има потребните капацитети и ќе одговори на сите предизвици како и предходно. Сметаме дека безбедносната состојба не е нарушена и во минатото говоревме дека постојат обиди за дестабилизација. Да, факт е дека на одредени злонамерници не им одговара тоа да имаме една демократска земја во која што владее законот и правото, и тоа токму се гледа и преку овие нивни дејствија, изјави Тошковски. Тој додаде дека барањето на ДУИ директно се меша во работата и надлежноста на Уставниот суд. Сметам дека Уставниот суд треба да си донесе одлука согласно со Уставот и законот. Тоа е негова работа да одлучи дали одреден закон или одредена одредба е во согласност со уставните одредби. Сите политички субјекти и останати фактори во општеството ќе треба да ја почитуваат одлуката која што ќе ја донесе Уставниот суд, без оглед во која насока ќе биде истата, додаде тој. Во врска со изјавите на премиерот Христијан Мицковски за неажурност на обвинителството, Тошковски одговори дека се легитимни, имајќи предвид дека македонскиот народ, како што рече, е желен за правда. Легитимно е председател на влада да каже став за нешто што го констатирал како фактичка состојба. Легитимно е македонскиот народ да се надева и да посакува, па дури и да е желен за правда, рече министерот. Тошковски исто така истакна дека соработката со обвинителството е одлична во однос на предметите кои се однесуваат на потенцијален криминал, каде што нема високо профилирани случаи, но во однос на останатите не е на задоволително ниво. Се надевам дека во иднина тие ќе бидат тие што ќе овозможат македонскиот народ и граѓанин да види правда каква што заслужува, затоа што само така можеме да дојдеме до нормална држава која што сите ја посакуваме, додаде министерот. Во однос на инцидентите со сквернавење на националните символи на денот на албанското знаме, тој посочи дека имало информации од Агенцијата за национална безбедност дека ќе има немири, а во однос на наводите на коалицијата вреди дека висок функционер на ДУИ бил вклучен во организирање на настаните, министерот рече дека има оперативни информации дека поранешен градоначалник од редовите на ДУИ директно бил вклучен во организирање на настаните на денот на албанското знаме. Кога свири гајдата, она ми е
Уставните судии албанци ќе ја бойкотираат седницата на Уставниот суд на 11 декември, на која ќе се одлучува за уставноста и законитоста на законот за употребата на јазиците. За сега ова јавно го потврдија вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи и уставниот судија Осман Кадриу. Доколку следната среда на седницата не се појават судиите од немнозинските заедници, неизвестно е дали ќе се донесе одлуката или не, затоа што председателот на Уставниот суд Дарко Костадинов неодамна изјави дека одлуката треба да се донесе со учество на сите 9 уставни судии. Вице-премиерот Фетаи од Брисел на конференцијата Пријателите на Европа најави проблеми во одлучувањето по законот, а додаде дека е неизвестно што ќе се случува по одлуката на Уставниот суд. Во наредните неколку дена очекувам проблеми поради законот за употребата на јазиците кој беше оспорен во 2018 година и ќе видиме што ќе произлезе од тоа. Како што дознав од уставните судии кои се дел на немнозинските заедници нема да присуствуваат на седницата, изјави Фетаи. Коментирајќи ги состојбите во судството, вице-премиерот Фетаи рече дека Уставниот суд не е имун на сето она што се случува во судскиот систем во Македонија. Уставниот судија Осман Кадриу во интервју за Алсат потенцира дека не е точно дека пред Уставниот суд се оспорени само 2 до 3 члена од законот за употребата на јазиците, како што се презентира во јавноста, туку 18 члена кои се поднесени преку 13 иницијативи од 46 субјекти, вклучувајќи академици, професори и политички партии. Според него не е споменато дека е оспорен членот во кој во заграда е напишан албански јазик. Во досегашното мислење беше кажано дека се оспорени 2 до 3 одредби. Не, оспорени се 18 одредби. Доколку се оспорат 18 одредби во законот за јазиците, тоа значи оспорување на половина од законот. Ако судот со мнозинство гласови ги прифати забелешките и ги укине, тогаш немаме закон. Инаку, еден од споровите е оној за употреба на терминот албански јазик, кој се користи во 2 одредби од законот, вели уставниот судија Кадриу во интервју за телевизија Алсат. Кадриу рече дека заедно со неговиот албански колега Насер Ајдари и понатаму остануваат на ставот дека нема да учествуваат на седницата на 11 декември, затоа што за нив не е разумно да се дел од мнозинството што ќе донесе одлука во врска со прашања од албанскиот национален карактер. Опозицијската ДУИ предупреди дека секој обид за укинување на членови од законот за употреба на јазиците е директен удар врз стабилноста и мирот кој оваа земја ги изгради со многу жртви. Уставниот суд пред 2 месеци најави дека предметот кој е оспорен, законот за употребата на јазиците, ќе биде ставен на седница на која ќе присуствуваат сите 9 судии со оглед на значењето и интересот на јавноста. I da ljubav mi da gleda
гледам фајде нема, душо моја, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Танка снага кршам јас, и да кршам и да гледам фајде нема, душо моја, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
Dokade je našta Makedonija? Ima li uše koji da ne znaje dokade je našta Makedonija? Ima li uše koji da ne znaje dokade je našta Makedonija? Kumanovo, strumica i struga, Gevgelijsko pole, Durdo Soluna. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Изградбата на автопатот од Дубница до граничната точка Ѓурешево во Македонија треба да започне што е можно поскоро, инсистираат локалните власти во Ќустендилско, објавува Бугарската национална телевизија. Како што пренесува Бугарската телевизија, општинските советници стравуваат дека Македонија се обидува да ги пренасочи европските средства наменети за коридорот 8 во друг пан-европски транспортен коридор преку Србија. Токму затоа советите на општините во целиот регион излегле со генерална декларација со која се бара властите од Бугарија да посветат сериозно внимание за напредокот на оваа, како што нагласуваат, важна инфраструктурна локација која освен патната мрежа вклучува и железничка пруга. Декларацијата ќе биде испратена до председателот на Националното собрание, Советот на министри и до други институции. Бугарските власти ја обвинија новата власт дека приоритет е коридорот 10 и поврзување со Србија, а не коридорот 8 кој води кон Бугарија и кон Турција. Министерот за транспорт Александар Николовски го демантираше тоа. Ако имаме автопатско поврзување кон Бугарија, а тие немаат, тогаш која е поентата ние да градиме автопати? Исто и со пругата. Мораме да имаме заеднички проект, бидејќи пругата не води никаде. Тие јавно истакнуваат дека немаат проект за пругата и дека до 2026 година ќе го направат проектот, а ќе им требаат уште најмалку 4 години да ја изградат, вели Николовски. Selime Fenedi, vali obre Selime Fenedi, mogila je puna komiti, tamo je dimče mogilče, mogila je puna komiti, tamo je dimče mogilče.
Selim Efendi, javna si konja Dorija, sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni. Sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni. Izlezi bre dimče mogilče, izlezi bre kuće kaursko, žena take ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturčam, žena take ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturčam. Valio bre Selim Efendi, valio bre kuće Kasatsko, koža take ti ja oderam, na plemena ke ja ovesam, koža take ti ja oderam, na plemena ke ja ovesam. Градоначалникот на општина Тетово Билјал Касамија пушти во употреба реконструираната улица Радован Цонич, позната како улица на бутиците, при што беа истакнати само знамиња на Република Албанија. Станува збор за улица со должина од 400 метри, каде што наместо бекатонски плочки беше поставена калдърма, нови клупи, канделабри и млади дрвца. Се работеше и на нова канализација и подземна инфраструктура за поставување кабли. Поважно од тоа што промовираме уште еден инфраструктурен проект е тоа што овој проект ја враќа автентичноста на Тетово, културните вредности што ги имаше Тетово во минатото. Ова улица е поплочена со калдърма, која е позната во минатото на градот Тетово, која за жал во неконтролираниот раст на градот во последните 30 години го изгуби ликот на Тетово. Затоа сме среќни што промовираме таков проект во центарот на Тетово, многу важна улица за економијата, и се надеваме дека со оваа инвестиција ќе се врати динамиката во овој дел од градот. Инвестицијата е заеднички финансирана од европските фондови, меѓудржавната соработка помеѓу Република Македонија и Република Косово, поконкретно помеѓу градовите Тетово и Призрен, изјави Касами. Касамија пресече црвената лента придружуван од деца со албански народни носи, а на улицата имаше само знамиња на Република Албанија без македонско знаме. Касами одговори на новинарско прашање зошто нема македонско знаме и македонски носи. Добра забелешка, во друг случај, во друга ситуација и тоа ќе го имаме, рече Касами. Улицата Радован Цонич се протега од зад основниот суд во Тетово до музејот на Тетовски крај, меморијален музеј на народниот херој Ѓоце Стојчевски Амбарче, и ќе биде пешачка зона без сообраќај во текот на денот. Karanfilo, filo, filo, mome, karanfilo, filo, filo, karanfilo, filo, filo, mome, ti karanfil me nosiš, ti
Друшките ти носеја моме, ама не мириса. Друшките ти носеја моме, ама не мириса. Стојам пред порти, моме, цел ден стојам пред порти. Цел ден стојам пред порти, моме, пушка држам во раце. Пушка држам во раце, моме, да убијам татко ти. Татко ти, моме, да убијам татко ти. Жал ми падна за тебе, моме, ке останеш сираче. Жал ми падна за тебе, моме, ке останеш сираче. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery.
Владата преку соопштение порача дека економијата е незиниот приоритетиот и буџетот во 2025 година ветува повисоки плати, инвестициски бум, силен економски развој и поквалитетен животен стандард за граѓаните. Се обврзува, како што информира владината прес-служба, на економска трансформација и ветува раст на бруто домашниот производ, но и нови странски директни инвестиции кои ќе генерираат раст и развој. Буџетот за 2025 година е развоен и ветува повисоки плати, инвестиции и економски развој на државата. Владата за 2025 година се обврзува на целосна трансформација на Македонија и подобрување на животниот стандард за граѓаните. Приоритет и цел е да се обезбеди поквалитетен живот за сите граѓани, иднина и просперитет на Македонија, наведуваат во соопштението од владата. За таа цел, дополнуваат од владата, во буџетот за 2025 година предвидени се средства за зголемување на пензиите. Со ова предвидуваме 105 милиарди денари за пензиите, односно по 2500 денари повисоки пензии во март за пензионерите. Со ова го исполнуваме ветувањето за повисоки пензии на над 330.000 пензионери. Исто така за исплата на плати обезбедени се 48 милиарди денари во ставката за плати и 2 милиарди денари дополнително во блок дотации за зголемување на платите во образованието. Владата предвидува и 14,5 милиарди денари за поддршка на ранливите категории, додека пак за здравствена заштита обезбедила 5,2 милиарди денари повеќе или вкупно 53,4 милиарди денари. Во буџетот за 2025 година е предвиден и растот на платите на вработените во образованието и просветните работници, како и растот на платите во здравството, здравствените работници и медицинските лица. Од владата посочуваат дека посветено и одговорно работаат за стопанството и оти веќе обезбедиле 250 милиони евра, како што наведуваат, за странски инвестициски бум во општините за изградба на училишта, градинки, патна и водоводна инфраструктура.
Средствата кои преку банките ги ставаме на располагање во форма на супер ефтини кредити, односно договорена каматна стапка од 1,95% до 3 години грејс период и до 15 години рок на отплата во зависност од потребите на компаниите. Тоа значи дека ќе имаме инвестициски бран од можеби 800 милиони евра. Сите компании ќе имаат можност да ги вложат овие средства во основни средства за работа, во обновливи извори за енергија, како и во објекти за сопствена потреба, како и да учествуваат во проекти кои ќе ги инвестираат општините, стои во соопштението на владината прес-служба. Политичката партија Левица со предлог закон за формирање на инспекторат за државните символи. Поради континуирано непочитување на законот за употреба на грбот, знамето и химната, Политичката партија Левица до собранието ќе поднесе предлог закон за воведување на државен инспекторат за инсигнии. Овој инспекторат ќе биде задолжен за контрола и надзор над правилна употреба на грбот, знамето и химната од страна на државните органи, општините и приватните субјекти. Скандалозно е што сите политички елити денес не формирале ваков инспекторат во услови кога на секој чекор македонското знаме не се почитува како единствен символ кој треба да ја обедини македонската нација.
Политичката партија Левица постојано најостро го осудува скорешното палење, непочитување и скврнавење на македонското државно знаме за време на прославата на Денот на албанското знаме, кое помина без санкции и јасна реакција од надлежните институции. Овој чин е уште еден доказ за потреба на системски пристап и јасен инспекцијски надзор врз употребата на државните символи. Согласно член 8 од Законот за употребата на грбот, знамето и химната, како и на член 178 од Кривичниот законник, намерното кинење, палење, газење или на било кој начин скврнавење на македонското знаме е кривично дело, но осуството на соодветен механизам за надзор овозможува ваквите акти да поминат неказнето. Подсетуваме дека политичката партија Левица ова прашање го истакна уште во својата македонска платформа за постизборно коалицирање како една од 5 клучни точки. Строга контрола и надзор над правилната употреба на државните символи, грбот, знамето и химната од страна на државните органи, општините и приватните субјекти при сите прослави и манифестации, задолжително истакнување само на македонското знаме во канцелариите на јавните функционери. Македонската платформа на Левица е клучен инструмент за зачувување на унитарноста и достоинството на Република Македонија. Повторно апелираме, велат од Левица, до сите политички партии ова прашање да го третираат како црвена линија која не смее да биде предмет за политички компромиси.
Почитувани, тоа би било се што ви подготвивме во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Ви посакувам пријатен ден, а во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Волшебното цветче. Пријатно! Волшебното цветче. Си било едно девојче по име Женја. Еднаш мајка ја испратила во продавница да купи гевречиња. Купила Женја 7 гевреци. 2 со сусам за тато, 2 со афион за мама, 2 со шекер за себе и едно мало розово геврече за незиното мало братче Павлик. Ја зела Женја кесичката со гевречиња и тргнала на кај дома. Си оди така таа и гледа натаму наваму, ги чита плакатите, ластовиците ги брои. А по неа си оди едно куче и ги јаде сите гевречиња. Оние на тато со сусам, на мама со афион, па и нејзините со шекер. Почувствувала Женја дека кесата со гевречиња и станала премногу лесна. Се завртела, но веќе било доцна. Кесето си се вее празно, а кучето го јаде последното, розово геврече на Павлик, и се оближува. Ах, лошо куче, извикала Женја и почнала да го брка. Трчала, но не го стигнала кучето и се изгубила. Гледа наоколу, местото не го знае. Големи згради нема, се само мали кукички. Се исплашила Женја и почнала да плаче. Одеднаш пред неа се појавила една старица. Девојче, зошто плачеш? Женја и раскажала на старицата се поред. И паднало жал на старицата, па ја одвела Женја во својата градина и вели: Добро де, не плачи, ќе ти помогнам. Јас немам ни гевречиња, ни пари, но затоа во мојата градина расте едно волшебно цветче, кое може да ти ги исполни сите желби. Знам дека си добро девојче и дека сакаш да гледаш наоколу. Ке ти го подарам цветчето и тоа ќе среди се. Потоа старицата искинала едно гранче и дала на Женја едно цветче налик на вртипоп. Цветчето имало 7 продзирни ливчиња, секое со различна боја: жолта, црвена, зелена, сина, портокалова, виолетова и тегет. Ова цветче, рекла старицата, не е обично. Тоа може да ти исполни се што сакаш и што ќе посакаш. За да ти исполни желба, треба да искинеш едно ливче, да го фрлиш и да кажеш: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Кажи што сакаш да се случи и така ќе биде. Женја љубезно и се заблагодарила на старицата, излегла од градината и тогаш и текнало дека не го знае патот до дома. Сакала да се врати во градината и да ја замоли старицата да ја одведе до најблискиот полицаец. Но повеќе ја немало ни градината, ни старицата. Што да се прави? Женја веќе била подготвена да заплаче, дури и носот го намуртила како хармоника. Но тогаш и текнало за цветчето. Ај да видам што може да направи цветчево. Женја веднаш го искинала жолтото ливче, го фрлила и рекла: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам да сум дома со гевречиња. Не успеала ни да се доискаже, а веќе се нашла дома со гевречиња во раката. И ги дала Женја гевречињата на мајка си и си помислила: ова е навистина прекрасен цвет. Треба веднаш да го ставам во најубавата вазна. Женја била малечка, па затоа се качила на едно столче и сакала да ја земе омилената вазна на мајка и што стоела на последната полица. Во тој момент коза Белја низ прозорецот видела како летаат ластовички. Се разбира, Женја сакала да дознае колку се, 7 или 8. Ја отворила устата и почнала да чита, дофаќајќи ја вазната со прстињата, а таа паднала и се скршила. Повторно скрши нешто, трапавке, викнала мајка и од кујната. Да не ми ја скрши мојата омилена вазна?
Не, мамичке, ништо не сум скршила, така ти се причуло, викнала Женја. И бргу го скинала црвеното цветче, го фрлила и рекла: летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се направи круг, на земја ти падни, мојата желба да се исполни. Вазната на мама нека биде повторно цела. Не докажала, ете ти, парчињата почнале да се спојуваат. Дошла мајка и од кујната и гледа дека незината вазна си стои на место. За секој случај мајка ја искарала со прстот и ја испратила да си игра во дворот. Отишла Женја во дворот и гледа момчињата си играат пирати. Седат на стари штици, а во песокот ставиле една палка. Дечиња, ке ме примите и мене да си играм со вас? Како да не? Не гледаш дека ова е северниот пол? На северен пол не примаме девојчиња. Како да не северен пол? Ова се обични штици. Не се штици, туку санти мраз. Оди си, не пречини, имаме работа. Значи нема да ме примите, а? Нема, оди си. Па и не сакам да ме примите. Јас без вас ке одам на северниот пол. Само некако на вашиот, туку на вистинскиот. А на вас, еве ви шипинки. Си се тргнала Женја настрана покрај вратата, го зела волшебното цветче, го скинала синото ливче, го фрлила и рекла: летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Одведи ме на северниот пол. Не успеала ни да докаже, а одеднаш силни ветришта се појавиле. Сонцето исчезнало, ноќ се сторила, а земјата се стркалала под нејзините нозе. Женја, облечена во летно фустанче, со голи ноџиња се нашла сама на северниот пол, а таму било ладно, -100 степени. Леле, мајчице, ке замрзнам, извикала Женја и почнала да плаче. Но солзите й се претвориле во мразулци и свиснале на носето, како мразулците по покривите. Тогаш од зад сантата мраз се појавиле 7 бели мечки и тргнале кон неа. Која од која пострашна? Едната нервозна, втората лоша, третата со беретка, четвртата со остри заби, петтата бесна, шестата накострешена, а седмата била најголема. Женја се преплашила. Го погледнала волшебното цветче, го скинала зеленото ливче, го фрлила и извикала колку што има сила. Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сега да сум во својот двор. И одеднаш се нашла повторно во дворот. Момчињата ја гледат и се смеат. Кај ти ема северниот пол? Бев таму. Не видовме, ај докажи. Еве, гледајте, се уште ми виси мразулецот. Тоа не е мразулец, туку мачкино опавче, што ти е? Женја се навредила и решила повеќе да не се дружи со момчињата, па отишла во другиот двор за да се игра со девојчињата. Кога таму, што ќе види? Сите имаат играчки. Некој девојче си има количка, друго топка, трето ролерки, друго пак тротинет, а едно девојче имало голема кукла што зборува со сламена шапка и чизмички. Женја станала љубоморна. Од завист, очите й станале жолти како на коза. Аха, добро, сега ќе ви покажам јас кој има играчки. Го извадила волшебното цветче, го откинала портокаловото ливче, го фрлила на земја и рекла: летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сите играчки на светот да бидат мои. Во истиот момент кон Женја од сите страни тргнале едно чудо играчки. Се разбира, први дотрчале куклите, кои трепкале со очите и викале без престан: мама, 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 мама. Од првин Женја се израдувала.
но почнале да доаѓаат толку многу кукли, што го наполниле сиот двор, со качињата, двете улици и половина од плоштадот. Невозможно било да се направи чекор, а да не се згазне на некоја кукла. Можете ли да замислите колку врева можат да направат 5 милиони кукли? Но тоа биле само оние кукли од Москва, а куклите од Санкт Петербург, од Харково и од другите руски градови се уште не пристигнале и трчале по сите патишта на Русија. Женја малку и се исплашила, но тоа е само почеток. По куклите почнале да се тркалаат топки, топчиња, тротинети, трактори, автомобили, тенкови, топови. Ролерките сами си возеле и ги газеле нервозните кукли, кои уште повеќе почнале да врескаат. Во воздухот почнале да летаат милиони хеликоптери, авиони и ракети. Од небото почнале да паѓаат плишани падобрани, кои се закачувале на телефонските жици и на дрвјата. Во градот било невозможно да се оди. Полицајците се качиле на канделабрите и не знаеле што да прават. Доста, доста! Во ужас свикала женја, фаќајки се за глава. Доволно е, што ви е? Не ми требаат толку играчки, се шегував, се плашам. Но не можело така. Играчките доаѓале ли доаѓале. Завршиле руските, па почнале да доаѓаат американски. Целиот град бил преплавен со играчки до покривите. Трча женја по скалите, а по неа играчки. Се качила женја на чардакот, а играчките по неа. Потоа се искачила на покривот, бргу го скинала виолетовото ливче, го фрлила и рекла: летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сите играчки нека се вратат во продавниците. И во тој момент исчезнале сите играчки. Го погледнала женја своето волшебно цветче и кога што ќе види. И останало само уште едно ливче. Ете ти, 6 ливчиња потрошив без да добијам никакво задоволство. Ништо де, во иднина ќе бидам попаметна. Тргнала таа по улицата, си оди и си мисли: што би можела да посакам? Може би 2 килограми карамели. Не, подобро 2 килограми овошни бомбони. Или не, вака ќе направам. Ќе посакам половина килограм карамели, половина килограм овошни бомбони, 100 грама алва, 100 грама лешници, па и едно розово геврече за Павле. А што ќе ми се? Да кажеме дека сум посакала и сето тоа ќе го изедам. Ништо нема да ми остане. Подобро е да посакам тротинет. Ама што ќе ми е? Ќе се повозам и што потоа? А и момчињата може да ми го земат. Ќе се повозат. Не. Подобро да си посакам билет за в кино или за в циркус. Таму е весело. Може би можела да посакам нови сандали. Тоа е убаво, како и циркусот. Ама што е па толку интересно во нови сандали? Можам да посакам нешто многу подобро. Важно е дека не треба да брзам. Мислејќи си така, женја видела едно прекрасно момче кое си седело на една клупа покрај портата. Тоа имало големи сини очи, весели, но смирени. Момчето било мошне симпатично. Забележливо било што не е палавко, па женја сакала да се запознае со него. Без страв, таа му се приближила толку блиску, што во неговите очи можела да си го види своето лице со плетенките распуштени по рамењата. Како се викаш, момче? Витја, а ти? Женја. Ајде да си играме брканица. Не можам, куцам. И женја ја погледнала неговата нога во грозна чевла со голема платформа. Колку тажно, рекла женја. Многу ми се допаѓаш, така што со големо задоволство би потрчала со тебе. И ти мене ми се допаѓаш, па и јас би потрчал со тебе со големо задоволство. Но за жал тоа е невозможно. Ништо не може да се направи. Таков ќе бидам сиот живот.
Глупости зборуваш, извикала Женја и го извадила од джеп своето волшебно цвече. Погледни. Со тие зборови таа го скинала последното тегет ливче. За момент му го приближила до очите, потоа го фрлила и со тенок глас кој треперел од среќа запеала. Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам Витја здрав да е. Во тој момент момчето скокнало од клупата и почнало да си игра брканица со Женја, толку убаво што таа не можела да го стигне, колку и да се трудела. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.